Хармониката е полифон и аерофон инструмент со клавиши или копчиња, односно инструмент чиј звук се создава механички со помош на воздух. Постои од 1829 година како патент на австриецот со ерменско-романско потекло Кирил Демјан, а претходно како изум на Кристијан Фридрих Лудвиг Бушман во 1822 година. Поради своето хармониско изобилие, овој инструмент многу брзо се претвора во еден од најпопуларните инструменти, особено кај самоуките музичари. Во фолклорот, наречиси сите делови од светот, е главниот протагонист. Ја нарекуваат и пијано на сиромашните. Но незиниот успех е огромен во целиот свет и бидејќи многу брзо го привлекува вниманието на широките народни маси, поради своето богатство на звуци, но и со можноста да се користи и на отворено, нешто многу важно за популарната музика. Иако многу раширена низ светот, хармониката се уште е непознатост за широката публика. За тоа како се свири овој инструмент, колку е важен за еден оркестар од различен тип и за својата музика ќе ни зборува вечерва Дарко Илиевски. Дарко, добре дојде во Трафика. Добро ве најдов и благодарам на поканата. Кажи ми, средно музичко училиште Илија Николовски Луј заврши, факултет за музичка уметност, но одсек музичка теорија и педагогија. Кажи ми, ќе ни кажеш за школувањето малку повеќе, но првото прашање ми е од каде талентот за музика, кога си го забележа талентот, кога почна да свириш хармоника? Па, хармоника почнав да свирам, мислам дека беше некаде околу 90-та година е тоа, значи 8-9 години сум имал. Талентот доминантно го наследив од татко ми е многу музикален и преубаво пее. Така што по таа линија ја добив музикалноста, хармониката, имав една мала зелена руска хармоника што ми ја купија и така гледајќи од телевизија почнав да чепкам по дирките таму. Од пето одделение некаде почнав со неформално музичко образование за хармоника, тогаш имаше во Пионерскиот дом Карпуш во Скопје. Томче беше по хор, Тофе и кој беше по хармоника? Во хармоника беше Никола и јас бев кај Виолета Мичевска. Значи имаше неколку, мислам дека уште 1-20 работа, ама не сум сега сигурен во кој период се случуваше тоа. И потоа во средното музичко училиште Илија Николовски Луј се запишав на одсекот за теорија со хармоника кај професорката Зоица Лазова. Кажи ми, зашто се одлучи за теорија и педагогија, а не инструментот, нели класична хармоника што имаме на факултетот за музичка уметност? Па, сега ќе ви кажам, јас почнавме нели во средна школа со тие нели класични дела, вежбав се трудев, напредував, но кога требаше да се направи пресек во трета година можеше да се префрлиш од теоретскиот на специјалниот одсек на хармоника. Јас си кажав на професорката дека имам други идеи и сакам повеќе да се запознам со теоретските музички дисциплини, дека ме интересираат и оркестрација и аранжирање и сето тоа што е поврзано. Така што не се префрлив на одсекот за специјал хармоника. Уште една од причините беше што за тој одсек треба друг тип на хармоника. Која што бара, да, има конвертор тогаш, сега има директно се тие, така ги викаме ние, баритон басови. Практично левата и десната рака се исто. И од тие причини, но повеќе од овие причини, бидејќи сакав пошироко да навлезам во музичките дисциплини и
тоа да кажам ми превагна на таа страна да јас отидам во одсекот на Тоа сега да речам, сигурно ти е многу подобро да го знаеш инструментот и да го свириш како што знаеш, а да имаш и нели образование на добро за педагогија. Бидејќи работиш како професор, така? Не, јас кратко време бев во музичкото училиште, но предавав солфеж неколку месеци во нижото музичко. Потоа се префрлив на друго работно место, дел поминав и во Македонското радио и потоа во 2012 према 13 станав дел од националниот ансамбл Танец. Но сакав да ви кажам и за тие работи околу одлучувањето што и како практично човек мора да се одлучи за нешто, бидејќи таа расплинатост доколку се случи, на крајот може да не биде ни едното ни другото. Секако ние што се бавиме секој ден со инструмент, практично сме упатени и да вежбаме и да се грижиме за својата нели техника и кондиција за свирење на тој инструмент. Но јас сакав да го проширам своето музичко знаење, да допрам други хоризонти кои што ќе ме да кажам упатат на што повеќе жанрови и што повеќе знаење во музиката, како би се снашол каде и да ме фрли некој да можам да тоа апсолутно носи и соработки, носи и запознавање, носи и многу музика, а на крајот на краиштата што носи многу музика, ние како некои кои што одлучиле ова да ни биде живот, тоа ни го дава најголемото задоволство. Да, ја исполнувате нели целта скроз. Магистратура по сонологија. Да. Сакам да ни раскажеш малку повеќе за сонологија, што значи и видов дека се употребува и во медицината и како терапија, така барем читав на интернет, и дали кај нас има некаква употреба сонологија или во периодот кога јас се запишав, одсекот го водеше Димитри Божаровски, се до неговото пензионирање, мислам дека лани замина професорот во пензија. Нормално се запознавме со основите на електроакустика, на психоакустика, на сите тие работи кои што се однесуваат на звукот, неговото пренесување. Мојот дел од тогашната едукација генерално се однесуваше на дигитализација, на архивски материјали, на етномузиколошки материјали. Може би сум го зборувал тоа ете некако подоцна ми се најде, бидејќи се префрли во институција која што го тангира и работи со фолклор секој ден. Така што јас и во периодот на класичното образование, покрај тоа нели што свириш и народна музика и секаква, се наслушав материјали кои што го тангираат фолклорот, кои што се дел од историјата на македонската музика. Така што се поврза и овој стручниот дел околу таа работа, основите на таа работа и фолклорот како дел од мојот музички живот. И љубовта кон музиката. Апсолутно, да. Кажи ми, токму тоа работеше во Македонското радио во М1, снимавте, работиш и како нотограф во еден период и тоа сакам да ни раскажеш малку како тоа изгледа изучен или препишување на... Да. Тоа го работев во Феймс. Во Феймс го работеше тоа. Дурбеа во Македонското радио. Па тоа е еден процес кој што е напорен за очите, секако. Да, затоа ја прашам. Тоа е, не знам, како да ви објаснам Се да се пренесе наједноставно. Значи, на пример, може би доаѓа нотен запис во ракопис. Така. Тој нотен запис во ракопис се препишува во софтвер за музичка нотација. Подоцна се едитира, се уредува сето тоа како да изгледа практично да биде спремно за печатење. Дали тоа ќе биде издание или ќе биде штим кој што треба да се сними подоцна во студиото, е небитно, треба да изгледа според правилата за таа работа и таа работа има правила. Во однос на маргини, на димензии, на ширина на петолинија, големина на страни, тоа така што јас доста научив во тој дел работејќи го тоа, но повторно го поврзав тоа со музичките дисциплини, бидејќи работејќи препис на дела, доколку направиш аналитика, ти практично учиш од тој композитор, да како размислувал, какви решенија нашол, така да, каква оркестрација направил, каков тип на музика сработел, така што
гледав да ги поврзувам работите со цел да, нели, напреднеш во некој сегмент од своето. Да, претпоставам тоа се оние записи дигитални кои што ги користат на пример во странство. Сега не знам кај нас колку и диригентите на опера каде што апсолутно, имаат екран, нели, немаат веќе листови да вртат. Сега веќе го прават тоа и на некој таблет, на екран, но генерално нотографијата и целата таа подготовка е практично и за печат. Значи, спремна е подготвена за да се испечатат целите партитури. Од 2013 свириш во Народниот ансамбл за, нели, национална установа ансамбл за ора и игри и песни, танец. Престижно е да се работи во танец, нели, е сепак нашата најдобра, да речам, амбасадор на културата и во земјата и во странство. Како е да се дојде до танец и како се случи се? Па прво морам да кажем, јас секогаш имам спремен одговор, не прашале друг пат. Практично сметам дека е привилегија да се работи во национална установа која 100% продуцира или работи или музика која е од нашите простори, македонска музика. Така што секогаш го кажувам тоа. Ние сме почестени да бидеме дел од тоа, бидејќи танец носи една срж на кодот на Македонија, пренесувајќи ја играта, песната и обичаите преку оние сценски постановки кои што, нели, ги изведуваме на сцената. Од таа гледна точка не можам да кажам дека сум незадоволен. Задоволен сум, бидејќи ние сме единствени од таков тип. Како е да се дојде, како и за секоја институција во културата, во моментот кога ќе има отворено работно место, се распишува, нели, конкурс, има аудиција, секој може да се пријави, нели, оној што ги исполнува условите, нели, за аудицијата. Комисијата си го одработува своето и го одбира кандидатот за кој што смета дека треба да биде дел од танец. Тоа важи и за оркестарот, и за колегите играчи, и за колегите пејачи. Од 2020 си и уметнички раководител на оркестарот. Тоа претпоставам изискува и доста работа покрај твојата, нели, она да свириш и да се води целиот оркестар. Да, точно во право сте многу. Многу сте во право. Раководител на еден сектор, покрај тоа што јас свирам со колегите, нели, треба да подготвам програма, треба да ја адаптирам, спремам, размислам, направам, што викам јас, тајм менеджмент, како тоа треба да го и со која динамика да го спроведеме во дело. Така што нормално меѓучовечки односи, баланс со нив, со работка со другите сектори, не е дека е тешко, но не е дека е туку така. Апсолутно, како и секоја позиција, и мојата има одговорност. И јас сериозно внимавам на таа работа. Да кажам, посветувам можеби некогаш и повеќе од што е можеби потребно внимание на некои работи, но едноставно таков сум и сметам дека не треба да има играчка во светот на професионалноста. Апсолутно. Децата, ми спомена дека си работел солфеж, кога работиш со мали деца, се забележува веднаш, нели, талент на некое дете, дека некој ќе биде во иднина добар свирач или музичар, или... Талентот се забележува. А иднината што ќе донесе зависи од многу фактори. Да, талентот се забележува или е, нели, ритмиката на детето, неговата музикалност преку точно изведување, нели, на вежби или пеење на песничка, веднаш ќе приметите тоа. А тоа каков тој ќе стане како инструменталист или музичар или изведувач, зависи од системот. Зависи од многу фактори, од сплет на околности, на кого ќе налета, со кого ќе се дружи, кој ќе му биде професор, каква ќе биде поддршката негова од дома и дали ќе се насочи
на тоа комплетно или ќе биде, нели, расплинато, на што го спомнавме пред малку. Кај нас има некаква, не знам, па не институција, не може да кажем, ама некој што внимава на тоа, некои добро талентирани, многу талентирани деца да можат да напредуваат или се оставени токму на ова, на сите околности? Па не знам, мислам дека најголема улога тука имаат професорите на тие деца и нивниот ангажман околу напредокот на тие деца. Така што дека некако системски е уредено тоа, колку што знам, не е. Но има апсолутно одговорни колеги, професори кои што внимаваат на тоа и доколку приметат некаква, да кажам, баш изразена способност на владење на инструментот или потенцијал во тој човек. Имаме повеќе примери каде што децата се и поддржани и напредувале и направиле успех во своите кариери. Автор си на повеќе песни, аранжмани, она што е добро за или желба на секој автор на музика е да остави дела, нели? Да има своји записи, дали CD или дигитално. Кажи ми за твоите композиции, од каде инспирација, колку таа се фолклорни композиции, но колку оној нашиот фолклор ти е инспирација? Предпоставувам зборуваш за булевар, Потоа ќе збориме за булевар, така за... Па фолклорот е доминантен, нели, на материјалот, секако дека е инспирација. Македонскиот фолклор е богат, има своја специфика, има своја лирика, има своја гениалност во едноставноста, што викам јас за некои работи. Проектот е инспириран и од македонскиот фолклор, но генерално, како што и самиот назив кажува, булевар е шаренолик и има допирни точки и со други меридијани и други жанрови. Тоа беше моја иницијална идеја. Тоа и сакав да го направам, тоа и го добив. И од она што го добив како реакција подоцна, од сите кои што имале, нели, можност да го слушаат или кои што сакаат да го слушаат, ми кажале дека сме направиле добра работа. Секако, јас како некој со така изразена аналитика или самокритика кон себе, сум увидел дека можеби негде сум можел и поинаку или вака така секогаш не по да, тоа си вели можев овде вака. Да, но тоа ќе имаме шанса во наредниот период со новиот материјал, нели, да покажеме и нешто ново или да извлечеме одредени поуки. Тие се пред се во процесот на реализација. Не се толку во процесот на композиција, колку во процесот на реализација, тимско екипирање, проби и такви работи. Но од делот на музиката задоволен сум од тоа што го сработевме. Можеме да им кажеме на гледачите дека можат да го пронајдат албумот Булевар на сите платформи, нели? Го имаме на Apple Music, јас таму го... Да. Го има и на Spotify, на Deezer, на сите на YouTube може да. И мислам дека треба да го чујат. Автор си на Motus Folkloricus и Consonance, композиции за гудачки оркестар е Motus Folkloricus и Consonance за камерен состав. Таму има флейта. Кажи ни повеќе за тоа. Motus Folkloricus беше композиција која што ја направи за камерниот ансамбл Profundis. Тоа е за нивниот концерт во април 2023 година. Таа е исто така инспирирана од македонскиот фолклор, дури има и цитати, има и обработки. Тоа е композиција во 3 става и е практично така речем од областа на, нели, сериозната музика или како класичната музика. Во однос на Consonance е исто камерен ансамбл од дувачки инструменти, дрвени дувачки инструменти, кои што, тоа се мои колеги од Македонската филхармонија, кои што оваа година ме поканија да бидам и јас дел од нивниот камерен ансамбл и за оваа година мислам дека напишав 4 композиции за Consonance, кои што ги изведовме на сцените и во државата и надвор од државата, а она што да кажам, навистина ми беше драго што се случи оваа година, тоа е нашиот настап во црквата Света Софија и на фестивалот Охридско лето. Тоа е најпрестижната фестивалска сцена на нашата држава и навистина сум среќен што
мои дела се изведува таму, а многу сум им благодарен на колегите што ме поканија, што практично ја нарачаа соработката да се случи и што тоа ете така кажам кулминираше со настап на Охридско лето. Со консонанс имаме да настапиме уште во 2 града во држава до крајот на годината, а исто така лани настапивме и во културно-информативниот центар во Истанбул и се представивме пред турската публика. И како се прифаќа? Еве, танец знам дека е прифатен премногу во светот, бидејќи е единствен, бидејќи е поинаков од другите фолклорни, да ги кажам, ансамбли, ама како се прифати еве на пример ова во Истанбул? Бидејќи имаме допирни точки со турската музика. Па верувајте, во културно-информативниот центар мислам дека 99% беа луѓето турци. Беше турска публика. Така. Се прифати добро бидејќи тие го чувствуваат македонскиот фолклор. Тие го знаат македонскиот фолклор, нели имаме и допирни точки со со нивниот, така што композициите кои што ги работев во себе го имаат везот на македонскиот фолклор. И добро се прифатени, плюс што составот е атипичен, флейта, кларинет, англиски рог, бас, кларинет и хармоника. Тоа практично никаде не постои. Не може да го најдете. И композициите кои што се работени конкретно за тој состав. Така. Што беше исто така нов предизвик за мене. Тоа се нови поставки, нови размислувања, нови знаења со кои што морав да се стекнам за да го сработам тоа и морам да кажам дека сум задоволен од сработеното. Е така да наога пат педагогија па се наоѓа пат. Да. Никогаш човек не е преедуциран, нели? Да, апсолутно секој ден учиме нешто ново. Да, секој ден треба да бараме начин, посебно во оваа работа каде што крајниот израз допира или не допира до публиката. Така. Во 8 годините на COVID, 20 и 21, од 2018 мислам дека си музички раководител и на големиот народен оркестар на Фолк фестивал Ландво, еден од најстарите можеби фолк фестивали, ако не беше првиот. Да, првиот. И најпопуларните во земјава. Како е таа работа? Па гледате како е таа работа. Тебе. Таа работа е супер. Мислам, што сакам да кажам. Имам привилегија да бидам во танец, имам привилегија да го водам оркестарот на танец. Тоа е македонски бренд. Во Ландово е исто така еден бренд. Апсолутно е Македонија, кој што постои од 1985 година. Практично ова беше 6-то или 7-мо издание како јас и тимот со мене го работиме фестивалот и не можам да кажам дека сум незадоволен. Тоа е еден друг тип на работа, се однесува најмногу на естрадата. Но пак сршта на таа работа е оркестар, подготовка на оркестарот. И народната музика. Да, народната музика. Ново компонирана, но така, сепак е. Мислам, задоволен сум затоа што во Ландово е нешто што остави трага во културата на Македонија и сега тоа се гледа после одредена временска дистанца, колку песни од тој фестивал се практично обнародени. Сите македонски хитови народни се од Фолк фестивал Ландово. Најголемиот балкански до најголемиот дел, да. Апсолутно. Така што тоа е уште една привилегија која што ја добив да работам со тој оркестар. Тоа се исто така мои драги колеги, дел од нив ми се другари долгогодишни, дел од нив се и дел од проектот кој што го работам, значи и таму се внимава на квалитет и там апсолутно мислам не знам што го кажав, тоа треба да се подразбира дека се внимава на квалитет и согласно условите, согласно времето што го имаме да го сработиме тој фестивал кој што не е голем, значи тоа треба да се сработи брзо и ефикасно. Затоа мора и да бидеме фокусирани и со концентрација во таа работа. Значи генерално јас секогаш и на колегите на работа им зборам, концентрацијата е клучна
работа за да се сработи добро работата. Имаш освоено награди за аранжман на Фолкфест Валандово, Охридски трубадури, една многу важна со танец Етуал да Пари 2019 за изборна програма си таму и автор на аранжманот. Да. Колку се, знам дека се важни и преубави кога ќе се добие награда, колку поттикнуваат за понатамошна работа, колку ти се тебе драги тие? Па поттикнуваат секако и секако дека ми се драги. Ние сите сакаме да припаднеме некаде и нели да добиеме потврда за тоа што го правиме, да. Така што јас тоа го гледам на тој начин. Откога ќе се случи наградата, ти после сваќаш дека нема назад сега, не смееш да, нели, да паднеш со квалитет. Ќе паднеш некаде, секогаш ќе се сгреши нешто, нели? Не сме ние совршени или размислувањето во даден момент нема да е компатибилно со тоа што ќе го сработиш. Но мене ми било поттик и ми дало некаква потврда дека пристапот кој го имам е добриот, нели? Естетиката која што ја носам во себе и која што преку тоа што ќе го аранжирам или напишам, компонирам, има некаков ефект кон тие што го слушаат. И од тука потоа бараш нови решенија да не се повторуваш многу често, нели? Што пак практично те води тоа ќе прашав, да, дали колку е тешко да се нели измислат нови па да речеме и аранжмани и се за да не се повториме, а да биде сепак тоа нели убаво и естетски издржано. Ке речеме се е измислено веќе, но секој носи нешто свое. Белегот да го оставиме, нели, она нашето. Нешто свое носи, ќе направи некоја комбинација која што за дадена numera, песна, композиција ќе има ефект. И тоа е суштината на таа работа, како ти практично ќе ја облечеш таа numera, каква облека ќе ја дадеш, каква атмосфера ќе ја дадеш, дали ќе го фатиш слушателот на почеток веднаш, или со отварање на песната, или ќе има некоја кулминација подоцна. Тоа е прашање на избор и тоа е она што прави разлика. Многу меѓународни настапи, концерти и се. Некој драг посебно? Нешто? Што ти оставило впечаток како нели што ќе го паметиш долго? Може повеќе да набројам? Може сега го. Знаете како една од привилегиите на работата со танец е таа што ќе ги посетиш светските сцени, сали во кои што настапуваат најголемите светски изведувачи. И сега јас ако тргнам да ги редам во моето 13 годишно работење во танец, сигурно дека нешто ќе испуштам, а ми било драго што сум таму, ама еве да тргнам од назад, ние настапивме на Експото во Осака оваа година, значи светски собир. Имавме преубав настап таму. Да, знам, ги гледав фотографиите и делови. Значи тоа е нешто што последно ми остави впечаток. Предходно имавме например преубави концерти со Владко Стефановски во Коларац во Белград и во Лисински. Тоа како да ви кажам, стварно нешто што останува впечаток. Предходно бевме на северноамериканска турнеја, Карнеги Хол Питсбург, Џон Басет театар во Торонто, Коперникус центар во Чикаго, Трайбека Перформинг Артс во Њу Јорк. Мислам, тоа е луѓето и не знаат, ние можеби и не се фалиме толку за тие работи. Па да, не, зборуваме на институционално ниво, не сме нешто. Да, треба да бидете малку по. Но крајот на крштото и не е лошо, тој што сака ќе се дозна, ќе се интересира. Сега бевте скоро на турнеја низ Балканот. Сега бевме се вративме пред една недела исто. Во Крајн, во Виена, Хрватска, Босна и Херцеговина. Значи, ќе речам пак ќе заборам и во Пекинг сме настапиле, мислам, јас сум бил дел од екипата што настапила таму. Секаде морам да кажам дека сме прифатени добро. Само што ќе речем, и секаде сте совршено прифатени, така? Посебно, секогаш го истакнам тој концерт во Питсбург, каде што нема македонци. Имаше тогаш една-две фамилии, другото има од Балканот, нели, Срби и бугари, и доминантна публика во салата беа американци. И тоа е една приказна, не знам дали сум ја кажувал вака јавно, заврши концертот, еден од организаторите ме вика: Дарко, те молам,
Вика, некои луѓе сакаат да те видат. Ја викам, кој сака да ме види, не познавам, освен со тие што се знам дека се видат. Тоа беа луѓе возрастни, да кажам, веќе, мислам дека, да, пензионери, американци, кои што направи анализа на нашиот концерт. Во однос на орнаментика, во однос на темпо, во однос на играност, усвиреност на оркестарот. И јас, како да ви кажам, останав затечен, а во исто време ми беше толку драго, затоа што пред концертот баш им кажав на колегите, овде е друг тип на публика, но нема разлика, ние мораме одиме, да. И кога се случи тоа после концертот, си велам, не знаеш каде и кој те слуша и што може да излезе од тоа, што значи дека секаде треба да бидеш совршен. Па да го дадеш својот максимум. Да, дали тој ден ќе излезе секако што треба или не, пак се сплет на околности, но да бидеме чисти пред себе дека ние тој ден сме го даде максимум. И тоа е нешто што секаде го раскажувам како позитивен пример за публика која што е не македонска или не балканска, ако прифаќа нашиот фолклор и го знае, тие луѓе ги знае и Пеце Атанасовски, и Атанас Коларовски, и оделе по семинари и практично нема играчка со ова. Странците многу добро реагираат на танец, тоа реков, секаде во светот знам и сум видел и странци кај нас кога гледаат како реагираат. Ајде да кажеме нешто за хармониката, не многу те викнав за тоа. Нема проблем. Да. Ама ми е убаво да зборуваме. Рековме дека има предолг еволутивен пат. Споменав дека нели 1859 патентот и се, но за прв пат се појавува како во цртежи на скица на Леонардо да Винчи, каде што се вика хартиени оргули, тој дел што го има нацртано. И но она хармоника што ја учат на конзерваториумите како класична хармоника, нели во класичната музика е создадена од Виторио Манчини во 1959 година. Тогаш ја нарекуваат конверторска, ти велиш сега дека веќе не е, туку е бас. Па да, тие се веќе сега системи имплементирани директно е таква, но се уште има и така. Што е тоа конверторска, што конвертира, ама еве ајде, се, не, ти повеќе. Значи, ја гледате, ова од десната страна е со клавиатура. Да. Клавиатурата прв пат е ставена во половината на 19-тиот век, тоа во Париз се случило. Значи претходно била или овие копчиња што ги викаат, дугметара. Дугметара што е на српски, да. Во левата рака се басовите. Басовите се, нели, бас и пратечки гласови. Прочитав дека се нели бели црни се наместени во косо и се едните цели тонови, односно вистински тонови. Тоа е кога ќе се стисне конверторот. Значи овој стандард бас станува како што е во десната рака хроматски наредени дирките, станува и во левата рака. Така да техничките можности за изведување на комплексни дела, посебно од класичната музика, се многу поголеми на таа, како што ја нели нарекле, конверторска хармоника во басот, а што се однесува до десната рака, многу се поголеми можностите на хармониката со копчиња, така наречена дугметара. Ние овде, за да направиме нешто, треба многу осмици да вртиме, а тие со многу помалце движења може да дојдат до Тоа сакав да речем, што е потешко, да се свири со овие со клавиатурата или со копчињата што се како на левата страна? Што е потешко? Се има, нели? Еве што да речеме на раката што велат дека дугметарата или оваа со копчиња е потешко. Не. Полесна? Да. Јас мислев дека е полесно со клавиатура. Технички е полесно да се дојде до одредени виртуозни системи кои што ние со многу повеќе напор, заради нели самата конструкција на хармониката, дирките повисока, пониска и оддалеченоста на тоновите можеме да дојдеме до тоа. Сакам да кажам и да им кажеме, сега нели има гледачи што знаат многу за хармониката, јас искрено знам. Не, ти направи едно супер предавање што ми е баш драго, бидејќи многу ретко се зборува за ова. Да, треба да се нели да знаеме зошто е тоа така. Како се зборува. На пример ме одушеви дека нема врска со стискањето на клавишите или на копчињата, туку дека целиот звук интензитетот е на воздухот кој што го добивате со мевот. Интензитетот го дава мевот, така наречено овој средишниот дел. Освен мев го викате поинаку ова? Не, ние го викаме мев. Мев, така? Да. Викаме мев. Практично во
делот во внатрешниот дел зборам еве како што е клавиатурата, па према мелот. ливчиња. Да, има како да ви го објаснам тоа најлесно, имате како ушна хармоника кога дувате, нели? Така. И тие мрдаат перца и произведуваат звук. Во хармониката е исто тоа, само што тие се поголеми фасени ги кажуваме ние, на кои што се наредени гласови, на кои што има перца, кои што се зацврстени со восок на дрвото. И читав дека ако се оштетат по некое време свирење нели се абат, треба да се отворат, да се преструга, да така се... е, точно. И читав или се менува, или се струга заради штимањето се струга, да. Тоа е пипава работа и е мачна работа и јас исклучително ги ценам сервисерите кои што... Да, сигурно. Секако и производувачите, бидејќи овој инструмент погледнете само колку делови има. Да. Нам не изгледа како нели, ама има дрвени кути поврзани со мевот, па внатре има тие јазичиња и што ги кажуваш. Па еве има 120 баса, под 120 баса има 120 други жички. Така, значи тоа се веќе 240 делови. А не направивме ништо. Само ги спомнавме. А потоа одат кај фасените. Па ваму има десна рака со мислам 41, па тие има тука има клапна која што оди нели го отвара отвара воздух или затвара воздух. Сето тоа е пропратено со еден куп делови, илјадници делови се во прашање. Испаѓа дека еден од најсложените инструменти, да, мислам дека сега не знам колку е, ама едно месец и пол, два сигурно треба да се направи една хармоника. Да. Јас прочитав дека во суштина идејата е добиена од ливчињата на ветер што треперат и потоа е направено оној инструментот што го има во Кото тамо пева филмот, кој што е како Да, те разбирам, да. И тоа сега со современите технологии, нели, за обработка на дрво и материјали, оди многу побрзо. Да, оди побрзо, така што знам дека треба месеци. Но германците го тоа измислија, а италијаните го доведоа до естетско и до совршенство во тонот. А за хармониката на Балканот ние имаме некакви, да кажам, нијанса, поинакви преференции во однос на звукот и тоа нашите сервисери овде го прават, да кажам, на некој друг начин за изведбата на балканската музика или народната музика или фолклорот овде да звучи така како што звучи. Да биде поукрасена? Па не, има разлика во бојата на тонот. Во бојата. Да. Значи штимањето на инструментот се прави поинаку од, да речеме, другите. Колку е тешко, бидејќи не е ни лесна хармониката да се држи, посебно ако не седите, нели? Варира, мојата е 13 килограми. Да, ама една песна да се отсвири, една да се стои. Па добро, принцип би требало да се седи. Така, нели? Овие хармоники што се што ги запомнавме за класична музика се и потешки со килажа. Така што не е лесен. Не е лесен и кога се седи, нели? После неколку часа вежбање, така. И раци се. Кажи ми, кај нас во класичната музика ја користиме колку? Често? Не сум видел многу често кај нас. Не, па видете, постои одсек во средното музичко, постои одсек на факултетот за музичка уметност. Тоа е, нели, посебна сцена. Таа сцена не е многу присутна по медиумите и затоа можеби луѓето не го знаат, но постои голема... Има речи се ке сите автори, сите композитори, ама сакам да ви кажам, тоа постои голема светска сцена на надпревари за хармоника и постои огромна литература за музика за хармоника од сите жанрови, почнувајќи од современи класични дела, од класична музика обработени за хармоника. И во џез секако. Секако, џез, фолклорот на сите меридијани, тоа е еден инструмент моќен. Тоа исто сакав да споменеме дека кај нас е во фолклорот секако хармониката присутна и на Балканот, но кумбија, валс, виенски, значи сето тоа секаде хармониката има буквално во секој фолклор. Да, секаде има. Слично е со бандонеон. Да, па тоа сакав да кажам, знаете и во Аргентина каков статус има. Апсолутно, да, во тангото е хармониката број еден. Да. Така што многу материјал има, многу музика има. Инструментот
прошара по целиот свет и си го најде практично секаде местото, а на Балканот како што кажавте, можеби и доминира. Да, кај нас е еден од и хармоникашите кај нас се, не знам, ни текнувано ние што беа Живковиќ или како се вика, едни двајца брачен пар Срби. Радојка и Тине. Така, тие беа на времето, потоа имаше и други, ама тие ми се останати од дете. Да. Радојка е еден од, кажам, корифеите на српската хармоника, да, и таа естетика која што таа ја носеше, тоа остана, да кажам, темел, еден од темелите на изведба на нивната музика. Сакам да ти подарам една книга од Роса Монтеро. Преводот е мој. Ти благодарам. Како благодарност за гостувањето. Со задоволство. Ти благодарам многу. Кажи ми каков си приватно. Ајде малце да ни кажеш, имаме уште неколку... Тоа е прашање за моите другари и другарки, така што... Не, мислам добро. Пријатен си вака, така што претпоставам дека си и приватно. Што сакаш да слушаш? Па јас гледам да сум толерантен. И да правиме добро на луѓето, да не правиме лош однос. Па не сакам на прва да оди работата во, некакви системи на кавга. Едноставно сметам дека треба да секој носи некаква тежина во даден момент и не треба сега на прва да скокаме ние да се караме, освен кога требаме. Ама мислам дека ме отсликува некаква толерантност и така, желба да го разбереш и тој другиот. Исто така сакам и да сум разбран. Некој мене да ме разбере. Ме праша уште нешто, извини. Те прашав каква музика слушаш. Музика кај мене на браузерот, на пребарувачот, тоа е што вика, тоа е од Нирвана до... Така, нели? Кога што од класика до стара турска музика. Значи, на вистина, сам не е клише, ова најискрено го кажувам, сакам да слушам најразлична музика. Јас сметам дека секоја музика мораме да слушаме. Денеска има толку многу музика достапна да ја слушнеме ние. Што сакаме да направиме, не можеме се да поминеме. И тоа зависи од расположение. Многу често зависи од тоа што го работам и што ми е потребно во моментот да слушнам, да се инспирирам, да пронајдам нешто. Спомена дека подготвуваш нешто ново, значи очекуваме втор проект како... Да, започнав да го подготвувам вториот проект после Булевар. Малце ме, да кажам, ме успоруваат работните обврски, секако да, бидејќи потребата да се сработи нешто за на работа, или одзима време, одзима енергија, одзима инспирација, нели, за треба да си во приказната на некоја работа. Но тргнат е процесот и се надевам дека сега кога ќе здивнат концертните обврски со танец, ќе можам да се посветам на тоа. Јас ти посакувам многу успех и многу спокој додека го правиш сето тоа. Кажи ни само уште нешто за крај кратко и ќе мораме... Нема проблем. Мене ми е фино, може да зборуваме. Да, мене ми е фино. Кажи ми што би ни порачал, еве, во поглед на музиката која што ја работиш ти? Во музиката, па јас би ви порачал да луѓето, како да кажам, намалат со предрасудите кон музиката, која и да е. Ние сме едно глобално село во светски рамки и нормално е да има влијание од секаде. Се сложувам со се. Да, и мислам дека мешањата на одредени системи се многу нормални, секогаш ги имало. Ние ќе земеме од Моцарт пишува ала турка, што значи дека, нели, на начин така, што значи дека е некаков тип на влијание. Сега луѓето често викаат не ова е тоа, не ова е тоа, не. Мислам дека треба малце да се ослободат од предрасудите кон одредена музика и треба да се ужива во музиката, бидејќи тоа е нешто што многу често предизвикува најсилна емоција
и е една од најубавите цивилизацијски придобивки на оваа планета. Ти благодарам многу. Благодарам и на вас. Се согласувам сосема со Дарко, музичар, хармоника, уметнички директор и раководител, секако тоа е слично. Дека треба да немаме никакви предрасуди за музиката, нормално се она што е убаво, она што е наш фолклор, она што е наша традиција, треба да го негуваме секогаш. И бидејќи музиката секогаш не поврзува и не сплотува и ни прави да бидеме среќни. Посакувам секој ден да ви биде музика, да имате убави денови, секој ден да ви биде среќен до следното издание на Трафика.